Почитуван председател на ВМРО ДПМН и председател на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски. Почитуван сегашен и иден градоначалник на општина Центар, господин Владимир Тодорович. Почитувани колеги градоначалници, почитувани министри, почитувани членови на ВМРО ДПМН, почитувани симпатизери и поддржувачи на политиките на ВМРО ДПМН, почитувани коалициони партнери, почитувани присутни. Општина Центар е една од најважните општини во градот Скопје. Може многу да се говори за општина Центар, но јас ќе останам доследен на тоа да говорам што сме направиле во градот Скопје и во општина Центар и што ќе правиме во идниот период. Значи ќе ги наброиме делата кои што сме ги направиле заедно со градоначалникот на општина Центар. Но би сакал уште еднаш, како и на сите мои досегашни говори, да истакнам дека ова се локални избори и да не ги користиме за решавање на некои централни проблеми. Би сакал да ги истакнам и да ги повикам граѓаните дека треба да ја повикам опозицијата дека треба да излезе нови избори, треба да излезе со конкретна програма, треба да излезе со конкретни дела кои ќе им ги понуди на граѓаните на градот Скопје, на општина Центар и на сите други општини во Република Македонија. Бидејќи овде нема политика, овде има градење, има фекални канализации, има патишта, водоводи, има улици, има зеленило, сето она што е приземно и она што е блиску до граѓаните на градот Скопје. На локалните избори во 2009 година, вие почитувани граѓани, ми ја дадовте довербата да станам градоначалник на градот Скопје, а воедно на господинот Тодорович исто така му ја дадовте довербата да стане градоначалник на општина Центар. За тоа ви благодариме. Тоа за нас беше голема чест, а воедно и голема обврска да го оствариме ветеното. Токму затоа, овие изминати 4 години, работевме одговорно, работевме посветено и успешно реализиравме повеќе од 500 проекти во градот Скопје, заедно со мојот тим, заедно со администрацијата на градот Скопје, заедно со помошта на општина Центар и на господинот Тодорович, а секако со поддршка и на владата на Република Македонија. За реализираните проекти дававме очет секоја година за градот Скопје, а исто така, како никогаш досега, дадовме очет и за сето она што е сработено за изминатите 4 години во градот Скопје. Очет на 130 страници кој го доби секое домаќинство во градот Скопје за да видат каде се потрошени нивните пари во изминативе 4 години. Реализиравме проекти кои што ги подобрија сообраќајните услови во градот Скопје. Реализиравме проекти кои ја подобрија хигиената во градот Скопје. Реализиравме проекти кои што го подобрија зеленилото во градот Скопје, ја подобрија функционалноста на градот Скопје. Голем дел од овие проекти беа реализирани токму во општина Центар, веќе сметам дека Центар го заслужува тоа. Тие проекти не ќе беа реализирани, уште една да потенцирам, без големата поддршка на Советот на општина Центар и на градоначалникот на општина Центар, господинот Владимир Тодорович. Се сеќавам кога требаше да ја почнеме Линдеска. Се собравме од градот, од општината, имаше урбанистички проблеми и тогаш господинот Тодорович реше: "Коце, ќе направам се што е од моја страна да добиеш градежна дозвола за реализација на Линдеска." И тргајќи од тоа, од таков мотив, еве и Линдеска се реализира. Со таков соработник, со таков градоначалник кој што ги поддржува политиките на градот Скопје, многу е полесно да се реализираат проектите за градот Скопје. Со таква соработка го реализиравме булеварот Тилинден. Продолживме понатака. Го реализиравме и булеварот Теодосиј Гологанов со турбокружен тек. И тука имаше проблеми. И тука господинот Тодорович јасно им кажа на своите служби: направете се што е во рамките на законот, да му дадете градежна дозвола и градот Скопје да го реализира овој клучен проект за градот Скопје, а секако највеќе за општина Центар. Исто така го реализиравме и проектот Свети Климент Охридски. Продолживме понатака. Ги реконструиравме тротоарите на многу улици и булевари во градот Скопје. Реконструиравме улица Самуилова, една од најзаборавените улици во градот Скопје. Ја реконструиравме и улицата Свети Кирил и Методи
или постаро Мито Хадживасилев Јасмин. Исто така, заеднички со општина Центар реконструиравме улицата Белградска и улицата Васил Ѓоргов. Нови огради и осветлување добија мостовите Гоце Делчев и мостот на Револуцијата. Обновени беа повеќе фасади во централното градско подрачје. Фасадата на Пелистер, фасадата на Трент, фасадата на Мак Примат, а нема да запреме тука. Ќе продолжиме и понатака. Така да фасадата на Пелистер веќе е новиот лик, старо новиот лик на градот Скопје. Во тек изградба на катни гаражи. Катната гаража кај Даме Груев и катната гаража кај Свети Кирил и Методи. Исто така изградивме и нов паркинг простор кај Зоолошката градина и пред зградата на Македонската радиотелевизија. Сега ми забележуваат дека само во Центар градиме. Точно е дека највеќе градиме во Центар, но во Центар доаѓаме сите. Правиме гужва во Центар, затоа треба да намалиме таа гужва, бидејќи гужвата ја прави не само жителите кои што живеат во Центар, туку сите ние кои што доаѓаме во Центар, дали тука работиме или тука поминуваме. И точно е дека највеќе градиме во Центар. Но ќе ви кажам дека не е вистина дека сме граделе само во општина Центар. Туку градевме во сите 10 општини во градот Скопје. Градевме од Сарај, преку Ѓорче Петров и Карпош до Кисела вода, преку аеродром, Газибаба, Чаир, Бутел и Шуто Оризари. Во сите општини без разлика на политичката припадност на нивните градоначалници или етничката припадност на жителите. Почитувани сограѓани, денеска сме тука поново да ја бараме вашата доверба за уште еден мандат за градоначалник на град Скопје и за градоначалник на општина Центар. Таа доверба ја бараме како и досега со конкретни програми. Ова е програмата за градот Скопје. Ова е програмата во која што се дефинирани сите проекти со рокови кои што ќе бидат завршени за градот Скопје. Со граѓаните на градот Скопје сакаме да направиме договор. Доколку ја добиеме довербата, тоа не се сомневаме на граѓаните на градот Скопје, оваа програма 2017 ќе биде реалност. Почитувани сограѓани, и не само за градоначалникот на градот Скопје, ја бараме довербата и за Советот на градот Скопје, бидејќи без Совет градоначалникот не може да ги реализира своите проекти. Сведоци сме на многу општини кај што градоначалниците имаат проблеми со советите. За да не настане пазарење, да не настанат проблеми, ме повикувам кога ќе гласате за градоначалник на град Скопје или за градоначалник на општина Центар или било која општина, тогаш гласете и за советничката листа и со тоа ќе му дадете огромна поддршка на градоначалникот кој што ќе биде избран. Програмава која што е направена е студиозно и темелно, заедно со стручни луѓе од сите области, заедно со граѓаните на градот Скопје, заедно со владата на Република Македонија, заедно со општините во градот Скопје и секако заедно со градоначалникот на општина Центар, господинот Владимир Тодоровиќ. Во програмата има голем број на проекти кои што се однесуваат на општина Центар, меѓу другите. Јас ќе ги набројам само дел од оние кои што се однесуваат на општина Центар. Значи, во согласно со искуствата во главните градови и во регионот, ќе продолжиме со поставување на подземни контейнери во градот Скопје. Иницијатива и идеја која беше токму од градоначалникот Тодоровиќ и која веќе почна да се реализира. Исто така ќе ја доградиме и катната гаража Даме Груев и катната гаража на Свети Кирил и Методи. Градот Скопје во соработка со владата на Република Македонија, а исто така и во соработка со општина Центар, ќе го направи најголемиот проект од земјотресот нааму во градот Скопје, а тоа е подземната сообраќајница од владата на Република Македонија до комплексот банки. Исто така, планирано и проширувањето на улицата во булевар Даме Груев, кој што сега е тесно грло, има проблем при нејзината реализација, меѓутоа се надевам дека заедно со Советот на општина Центар, заедно со градоначалникот на општина Центар и со владата на Република Македонија, ќе знајдеме начин да Даме Груев биде булеварско решение, а понатака Димитрije Чуповски да направиме пешачка зона и рај за пешаците во градот Скопје, тоест во централниот дел на градот Скопје.
Исто така, градот Скопје, значи веќе склучи договор за реализација на дел од булеварот Македонија позади музеот на градот Скопје, тоест позади Рамстор, а градот Скопје веќе почна со порачување на проекти за изградба на кружни текови или раскрстици на две нива кај Нова Македонија и кај Кочо-Рацин. Со тоа сметаме дека ќе се растерети централното градско подрачје. Ќе повторам, значи со подземната сообраќајница, со новиот булевар Даме Груев и со булеварот Македонија кој што ќе биде подземен или кој ќе биде спуштен 6 метри под земја. Со тоа сметаме дека значително или во голема мера ќе се растерети сообраќајот во градот, во централниот дел на градот Скопје. Исто така планираме заедно со општина Центар целосна реконструкција на улицата Железничка. Ќе продолжиме и понатака со обновување на фасадите во централното градско подрачје и со тоа градот Скопје ќе добие еден добар, убав и модерен лик. Планираме изградба на водоводни системи, онаму кај што имаат проблеми граѓаните на општина Центар, тоа е во делот на населба Капиштет. Сите овие проекти ќе ги реализираме заедно со општина Центар и со градоначалникот Владимир Тодорович. Секако и поддршката на Советот ќе ни биде од клучно значење и поддршката на владата на Република Македонија. Сакам да потенцирам на крајот дека кандидатот за градоначалник на општина Центар, господинот Владимир Тодорович, на овие избори по втор пат ја бара вашата доверба. Ја бара врз основа на она што е направено, ја бара врз основа на она што го нуди во својата изборна програма. И не се сомневам дека ќе добие довербата на граѓаните на општина Центар. Јас можам да кажам дека во изминативе 4 години, работејќи со господинот Тодорович, има многу позитивни искуства и навистина е пријатно и задоволство е да се работи со ваков градоначалник. Тој е честен човек кој сака да помогне, кој сака да се реализираат сите оние проекти кои што ние сме ги замислиле, човек кој што навистина има многу позитивна енергија во него. И заедно со тие конкретни проекти кои што и самиот ги нуди во својата производна програма е доволен услов граѓаните на општина Центар да го изберат господинот Тодорович уште во првиот круг на изборите во 2013. Затоа ве повикувам уште еднаш за уште една победа во општина Центар, за уште една победа во градот Скопје, да живее општина Центар, да живее градот Скопје, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија.